Ке видиме, ке смениме, ке направиме. Дали ваквото големо ке на Заев, за се што е поврзано со рек Битола и со загадувањето, не е ништо друго, туку купување на време за најголемиот бомбона бизнис на Балканот, вреден 2 милиарди евра. Продажба на најпрофитабилниот монопол во Македонија, Елем. Тоа што вице-премиерот, односно вицето-премиерот на Заев, Кочо Ангјушев, сам на себе си додели тендер од 2,6 милиони евра, ќе ни изгледа како детска приказна, споредено со она што може да се случи со специјалниот ангажман на српскиот државјанин Александар Обрадовиќ, кому експресно му дадоа и македонско државјанство. Медиумите во соседството веќе наголемо го најавуваат најголемиот мега бомбона бизнис на Балканот, вреден дури 2 милиарди евра. Ова ќе значи неконтролирано поскапување на струјата, за чија цена ќе одлучува приватен странски собственик. Неизвестна судбина на 4800 семејства на вработените и ставање на целата енергетска стабилност и безбедност на државата во рацете на странец. Продажбата на Елем значи продажба на РЕК, со се термоелектраните и рудниците, со хотелот Молика, скијачката патека на Пелистер, па дури и со копанки во пакет со се готовиот проект на Елем за негова реконструкција. Дали, ветувајќи чист воздух, филтри и отпепелување, за да добие во време, Зоран Заев им работи зад грбот на битолчани и безобразно си поигрува со судбината на и лебот на илјадници вработени во РЕК. Ако на 15 октомври заеднички не ги спречиме ваквите црни планови на Заев за Битола, Битола ќе се соочи со најголемиот економски и социјален колапс во својата историја, спрема кој тат на сите ќе ни изгледа како мала шега.